емисијата на Радио Лидер, ова е звукот на политиката. Јас сум Звонимир Јанкуловски, мој денешен соговорник или денеска ќе разговарам со Наум Стоилковски. Добро дојде во подкастот Звукот на политиката. Добар ден, амбасадоре. Инаку портпарол на до вчера најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН, најголемата политичка сила во Македонија. Точно во моментов најголемата политичка сила и новинар по вокација, професија, она што го работите цел живот. Морам да признам сега да го почнеме разговорот дека ви се го остваривте сонот на секој новинар во Македонија кој сон го сонуваат да бидат портпароли или на влада, или на министерство, или на јавни институции, затоа што гледаме низ годините како што се менуваше власта, можеби не толку кај ВМРО-ДПМН, меѓутоа кај сега опозиционата партија Социјалдемократскиот сојуз, најчесто кога се случува промените, новинарите кои беа носители на тие промени, кои беа гласноговорници на тие промени, ги добива соодветни позиции во владата или во министерството или во јавните институции, со што си го стварува својот сон да бидат во основа државни службеници, наместо да бидат во функција на ширење на информации и на пропагирање на вистината. Дали го остваривте сонот? Ајде вака сега. Дали го остварив сонот со тоа што ја напуштив новинарската професија и влегов во една друга вода, портпарол на политичка партија. Да, во време кога политичката партија веќе ги имаше изгубено изборите, односно имаше промена на власта. Јас дојдов со новиот лидер на ВМРО-ДПМН. Ајде вака, нашето познанство ќе го искористам за да можам да ви одговорам како вика народот шерецки. Тоа е исто како да кажете дека сонот на секој новинар да биде портпарол е исто како да јас да кажам дека сонот на секој амбасадор е да биде радиоводител, бидејќи вие сте втор амбасадор на кој што јас му гостувам во емисија во Радио Лидер. Ивица Боцевски и вам почитуван Јанкуловски. Сега ја познат, затоа реков шерецки вака да ја почнеме емисија, која што фактички е, нели, може да разговараме поотворено за повеќе за повеќе теми. Но вистината е една, а тоа се како причина и што е она како што може да донесе до тоа. Едно е познавањето на медиумската сфера, познавањето на системот како функционира медиумскиот простор и вториот момент зошто се напушта, а тоа новинарството за да се влезе во политиката, односно во администрацијата. Тука веќе можеме да разговараме за тоа до каде е развојот на Македонија и условите во кои што битисуваат новинарите и медиумите во Македонија. Исчекорот што се прави помеѓу едното и другото. Од тука јас ќе тргнам со еден мој личен мотив како јас влегов фактички во политички води. Цел живот сум се борел за тај напред да влезам таму, 25 години бев новинар, сите можни позиции во новинарството ги имам поминато, од раководни до извршувачки, нели, од најниско до највисоко ниво, сите можни форми на медиуми ги имам поминато, од говорени до пишани радио, весници. Време јас почнав да работам како волонтер тоа ми беше прва работна задача, волонтер во весникот Вечер, кога беа само Вечери Нова Македонија, кога немаше ни компјутери, туку стававме 3 бели ливчиња со 2 индиго измеѓу и на машина за пишување така сум започнал, па сега нели кога се пишува вести на мобилен телефон. Но условите во Македонија беа многу променети. Односно, она што го зборам, како Македонија, каде се условите за развој на медиумите во државата, се поврзува со развојот на демократијата. И ќе почнем од тоа дека беа вршени притисоци врз голем број на критички настроени медиуми и директно со тоа што беа игнорирани од страна на Социјалдемократскиот сојуз, представници на Социјалдемократскиот сојуз,
не учествува во дебатни емисии, не доаѓа како гости, не сака судри, беа оцрнувани медиуми, беа прогласувани за непријатели. А од втора страна, значи многу суптилно, беа удирани сите оние фирми, компании, спонзори во економскиот дел кои што учествуваат за опстанок на еден медиум. И кога немаш спонзори, не можеш да направиш соочувања, односно да ја завршиш својата професионална новинарска работа, да организираш дебата, да организираш судри на различни мислења, да направиш интересна програма, апсолутно медиумот почнува да тоне. Еве и по 8 години од почеток на таа 2016 и тој притисок и прогласувања на медиумите за непријатели, дојдовме во еден изборен процес во кој што човек кој што бил премиер се повлекува заради техничката влада. Претендира да биде повторно премиер, е лидер на владеачка партија, имаше отворени, континуирано отворени напади кон медиуми, како јавниот сервис првенствено, и напади врз аналитички и други центри. Зборам за овие што прават анкети, истражувања, нели, кои што ја работата и се виде на крај дека изработеа работата професионално. Точно, на денот на изборите се кажа тоа. И сега, значи, да, резултатите ги потврдија. Така рече и но остануваат зборовите, нели? Ке видите вие, види какви анкети прави на денот на изборите народот вистинската анкета испадна полоша него анкетите што на тоа се надоврзува моменти во кои што по известни медиуми беа пласирани анкети кои што воопшто не соодветствуваа со реалноста, споредени со другите. Ја разбирам малце методолошки, кога немате методологија позади, јасно е дека како тоа се правени. Тоа е јасно. Ма тоа се правени, може да бидат правени, види сега, анкета, дали правиш анкета или правиш измама на јавното мислење. И при тоа злоупотреба на медиум. Тоа ми е главната точка. Злоупотреба на цел еден медиум. И тоа во услови кога битисува само еден или два неделни и еден или два дневни вестници во Македонија. Изумира се тоа. За да ова може да го потврдиме дека натаму јавал конјот, нели? Конјаникот. Еве ги извадив податоците и од Freedom House и од State Departmentот за напредокот на Македонија 2023, фактички за минатата година. Едно е што Македонија спаѓа во групата циклични хибриди, како што гласе и насловите, заедно со Албанија, Босна, Херцеговина и Црна Гора. Проблемот е што веќе го надминуваме хибридот, ама ајде, тоа има други текстови по-нови кои укажуваат на многу полоша состојба. И еве на Freedom House, еве на Freedom House, ова се најизвикани, најпопуларизирани, да речеме, се повикувам на презнењето на нацијата. Вели оценката паднала во две категории: судската рамка и независност и корупцијата. Ако ти имаш судство и имаш раст во корупција, која што е државно спонзорирана корупција, онаа висока корупција која што се бараше од Македонија 7-8 години да биде сузбиена. Каде тука може да функционира медиум? Многу лесно. Освен како мегафон. Во рамките на системот. Освен како мегафон. Да. Или да се приклучи кон тоа. Не мора сите новинари, меѓутоа имаш позиционирање, да. Главната мантра беше дека во режимот слободата на медиумите и слободата на она што значи отворена јавна расправа била угушена, иако, еве, памтам дека не знам колку пати сум бил на дебати на тогаш А1 телевизија, на Алфа телевизија, чак и со Зоран Иванов, кој сега е главен гласноговорник на она дека во претходниот режим немало дебати слично, кај негови емисии сум бил, така што ја бар она што по мнењето ме држи е дека сум бил Господ знае на колку, да почнеме од јавен преку Канал 5, преку сите, така што едноставно да тврдите дека во претходниот го немало и дека со нив дошла слободата на медиумите, не ова што кажавте, не случајно зашто сум позади микрофонот. Основа требаше да се излечи гласот на оние кои станаа тивки.
Затоа што Точно. не секој има храброст да зборува во време кога критичното мислење е супресирано од страна на власта. Токму тоа беше звукот на политиката, да го дадеме вистинскиот звук на гласот на оние кои ги замолча, затоа што не секој човек може да поднеси притисокот кој се врши во општеството. Тој беше сигурно видлив. Бар ја го доживеав така. За волја на вистината и развојот на новите технологии, особено исчекорот во медиумската сфера со новите технологии, го дозволува тоа, така што секој тој обид беше уште фактички носи повеќе штета на оној што го пласира отколку што носи некаков бенефит. Да. Не знам колку луѓе би поверувале на таа пласирана анкета, отколку на се она што излезе од после кога беа споредбите или барањето да се извади изворот кој ја правил таа анкета, нели? Фактички уште толку повеќе го потона и медиумот и изворот на таа вест. Еве, вели Freedom House би продолжил, вели слободата на изразување генерално се почитува, но на полето на медиумите има забележлива поделеност, вклучително и по етничка линија, што е едно од поголемите зла во Македонија, би рекол овака, што дури и преку медиумите се направи една таква поделба, затоа што јас не можам да разберам како во една држава централниот дневник на медиуми, условно кажано на македонски, е уредуван и централниот дневник на медиуми кои што се на албански јазик, првите 3 ударни вести целосно да се разликуваат. Тоа значи дека живееме во две паралелни општества и држави. Не е нешто ново. Не е нешто што не го знаеме. Да, но треба да ја го споменувам како феномен кој што мене ми предизвикува проблем. Тој феномен требаше да го препокрие чиста една фраза од едно општество за сите. Кое, еве, сега сами откажавте, ова е проектот на едно општество за сите кој го заговараше претходниот премиер, мислам, она историски, кој носеше историски лидерски одлуки во Македонија. И што оформи тело за, да речеме, борба со лажни вести, на кое што после неговиот Пулен, кој што го водеше тоа тело, во една емисија се испушти и рече борба со лажните вести продуцирани од ВМРО ДПМН. Значи прави владино тело за политичка битка преку медиумите со опозиција, да. Што опозицијска партија, што е вака сериозен проблем, нели? Не, тоа беше и наративот, генералниот наратив во поглед на тоа кој продуцира. Сега се сеќавате на фабрика. Фабрика не го направи ВМРО, не ја направи. Ја направи една цела гарнитура од ваши колеги кои стоја позади проектот, кои денеска се повторно гласни. Да подсетиме, тоа беше во 90-тите години. И 90-тите и подоцна беше и во време на Фабрика 2 постоеше после. Да, и тоа беа група новинари кои што беа свикувани, работеа со владата и фактички да продуцираат вести кои што би биле наклонети кон нив од медиумите. Еве сега за она што го зборам, Freedom House исто забележува, вели новинарите, особено оние кои што известуваат за корупција и злоупотреба на мокта, продолжуваат да се соочуваат со притисоци и други предизвици. Сега ако го има судството, кое што е нереформирано и е во пранги, така? И ако имаме владина корупција, нормално е дека тоа е ова што го збориме. Како би работеле после па тоа е владината корупција. Полицијата е државниот апарат, не е на присила. Да, за репресија. Тоа што е точно. Тоа е, не може да биде друго, за да го држи, нели, редот. Ако мислам по основа, по дефиниција. Сега ако има злоупотреби, тоа е тоа. И понатаму, вели се акцентираат и подпросечните услови за работа на медиумските работници и предизвиците во одржливоста на медиумските компании. Тоа е она што го спомнав од аспект на спонзори, луѓе што се рекламираат, реклами, нели, делот кој што треба да овозможи финансиска независност на медиумите. Тие цело време одат со наративот за Ајден, дека е затворена Ајден телевизија, дека режимот, под наводници, ја затворил Ајден телевизијата, иако видовме сосема поинаква слика што се случувало позади Ајден телевизија, надвор од тоа дека се работело за слободен медиумски простор каде што луѓето можеле да се информираат и слично. Меѓутоа, од 2016 се затворени исто така одредени институции кои
беа во функција на медиумско информирање, ако не се лажам. Многу медиуми изгасна. Луѓето едно Но затоа може ли за тоа подоцна да збориме? Може, Во условите во кои што се битисува ги фатив сега дел од новите услови за работа. Да. Индустријски исчекор, би рекол, нели, онака нова револуција, нели, во работата. Еве за еден го наснавте чисто колку што дали имало или немало или било вака или онака, јас сепак ќе кажам, тоа е лоша слика за Македонија. Зошто? Затоа што државата на време не превенирала да не дојде до ваков момент во кој што ќе падне цела една телевизија. Се развие толкав систем, при тоа со најмоќен медиум во моментот и да после се сведе. Тоа е и истата новинарска структура, ако не се лажам, го градеше ЕДНА. Погледате новинарската структура на новата телевизија на, како се викаше, Боки 13 и погледајте од каде е регрутирана. Еди сега, ако вака сега, амбасадоре, вака сега да поставиме. Ако гледаме така, тогаш може да се вратиме на корените дека сите тие луѓе потекнуваат од македонската радиотелевизија во основа, како единствен медиум. Тоа е, пазарот на медиуми треба да е таков. Да. Пазарот на медиуми треба да е таков, да има и вакви и онакви. Да, меѓутоа фасцинацијата на медиумите... Ама, извини, личното чувство не смее да доминира во пред вистината, пред фактите, пред соочувањето со фактите, да седнам фактите, со факти да се соочам и со тебе, и со публиката, и со... Тоа е задача на медиумот. Апсолутно. Да ја промовира вистината. Сега, ти дали ќе му дадеш можност за тоа, или дали ќе молчиш, дали некогаш ти одговарал или не ти одговарал и ќе премолчуваш пред известни коруптивни скандали или незаконски дејанија на некој медиум, па после кога нема да ти одговара да го маваш, тоа е веќе системот, корупцијата во системот каде е, дали реагирала на време или не. Во медиумите не е реагирано. Да ме разбираш што зборам? Не, све не можам да речам јас дека А1 било како медиум, окей, види, се затвори медиум кој што имало коруптивни. Зошто државата дозволила да биде вмешано? Меѓутоа истата структура продолжува на истиот начин да функционира. Ама не. Се затвори нова телевизија. Добро. Кај што требаше да има една емисија која беше класично по сите елементи рекет. Класичен рекет, ништо повеќе. Самиот наслов укажуваше на тоа. Сега да се вратиме од тој момент, веќе кога го зборуваш, да поминеме преку две скалила. Ајде. Дел од А1 беше и почитуваниот колега кој што сега е дел од кабинетот на Гордана Силјановска-Давкова, Горан Момировски. Така? Да. Сега. Велиш дека отишле во новиот медиум кој што бил медиум на Боки 13, така за него збориме, не, збориме за него, така? Да. Добро. Збориме за Боки 13 кој што го отворил новиот медиум и велиш дека ги повлекол сите овие. Да. Прва работа на Боки 13 почнал тука да работи сега популарен во новите медиуми Лазаров, кој што почнал тука прво да работи и оттаму му почнува фактички оној, ајде да речем, звезден раст во меѓу медиумите. За денеска Горан Момировски, кој што е од А1 да биде таму, а овие медиуми, овие новинари кои што велиш дека биле носечки во тоа рушење, Боки 13 кај Лазаров да ги извади сите со име и презиме, луѓе кои што да речеме се прави еден нов потрес во општеството, нови бомби во наводници, кажам. Така, не е тоа нешто не можеш, не зборам јас за персоналните решенија или личните чекори на луѓето. Не смеам да ги оценувам нивните чекори. Како да ти кажам, свој личен мотив имале вака или онака. Сите ние имаме апсолутно политички гледишта, сакале или некеле. Тоа не е спорно тој дел. Медиумската сфера треба да го регулира и тоа. Докаде ти можеш да идеш натаму или не? Дали професионално ќе се поставиш или не? Дали ќе бидеш коректор и на едното и на другото или само ќе браниш? Но публиката е таа која што треба да... Публиката, гледаноста и понатаму спонзорите, заради таа гледаност, треба да ти дадат тебе да те вреднува, дали ќе идеш напред или не. Гласовите се токму тоа. На граѓаните на изборите. Ете така.
Да продолжам со други извештаи или ќе продолжиме? Можеме и вака. Не, го имаме овој на Стеј департментот остане, каде што исто се зборува дека има ограничена слобода на изразување во Македонија. Тоа е она што ми беше идејата. Тоа е искуството. Во Македонија, јас сум од оние кои малце поинаку размислува околу слободата на говор, слободата на изразување, слободата на мисла, затоа што дел сум ученик тука, дел сум во Англија, дел сум во Америка на универзитет кој е најлиберален во Соединетите Американски држави и кај што знае усвојувате слободата. Јас сум за целосна слобода, да биде. Кај нас чувствувам дека слободата е угушена со години. Мислам, реална состојба е слободата на изразување угушена од страна на политиката. Политичарите стана многу... Да биде јасно за каква слобода на изразување зборуваме. Што подразбираме по слобода на изразување, за да биде јасно за публиката. Ја ве разбирам? Ја вака, пошто работам со човекови права 30 години. Добро. Докторатот ми е тоа. Добро. Сваќате дека ова време во основа говорот на омраза и го окупира целиот простор на слободата на говорот. Во основа имате два различни концепта кога зборуваме за слободата на говорот и слободата на мислење и изразување. Го имате американскиот и го имате европскиот кој е под влијание на Втората светска војна, на Холокаустот, на антисемитизмот, се она што е анти, каде што се плашат дека се ништата на минатото ќе бидат возобновени преку говор, за разлика од американскиот каде што имате слобода која ограничи. Дали политичар во Соединетите Американски држави или во Велика Британија може да седне со маичка на која што има цост испишано? Да, тоа не. Тука доаѓаме. Тука доаѓаме суди за идејата за кој вика дека не. Ја ќе ви кажам дека може. Кој го направил тоа? Сега не ме држите за збор. Значи не. Во Америка тоа може. Не може. Не зборам за британскиот концепт. Не може. Не може. Најде, образложете по... Зборам за класичните медиуми, нели? Не. Да бидеме реални. Да биде во Америка слободата како кај нас што се разбира, политичарите станаа премногу чувствителни. Не, има премногу расширен говор на омраза. Не, говор на омраза. Тука се разликуваме. Видите, дури кога се согласуваме, се разликуваме што е добро. Ја па од друга страна во Америка точно е предвидено говорот на омраза што треба да предизвика за да може човекот да сноси последици. Кај нас говорот на омраза стана она што би рекле американците бабал. Стана обвивка околу која во основа се штити политиката од критиката. Се може да биде говор на омраза, да бидеме сватено. Она што мене ми смета, што политичарите станаа премногу чувствителни, премногу сензитивни на она што за нив се говори во јавноста. Затоа што, кога влегувате во јавната сфера, дури денеска тука, во основа го носите ризикот дека не мора секој да ве сака. Али говорот на омраза мора да содржи реална закана по она што значи живот, слобода, едноставно повредување на некоја вредност која носите. Меѓутоа реална. Не можете некој кажал како носител на било каква јавна функција или општествена функција или ајде да речам не јавна функција од аспект на именување, избори, именување, туку збораме како било каков политички лидер, деец или било каков општествен деец, мора да внимаваш и каква порака испраќаш и што предизвикуваш не само како оној што кон кого си го упатил, туку и оние што тебе те подржуваат. Затоа велам, да ти носиш маички на кои што ќе имаш псости и потикнуваш сите твои, им даваш дозвола на зелено светло на сите твои, јавно тоа да прават на кој што некој може да направи исчекор, да направи белја, која што понатаму може да сноси последици личноста која што е поттикната да го прави. Значи тука е другиот, далеко од тоа дека може да го поддржите тоа. Меѓутоа а тоа се случува. Тоа се случува затоа што едноставно пазарот на идеи. Јас сум зона, знаете, пазарот на идеи ви кажува
дали некоја ќе биде прифатена или нема да биде. Некој говор ќе биде прифатлив или нема да биде прифатлив. Ние едноставно го гушиме пазарот на идеи на тој начин. Вие денес имате во Македонија да се повикуваат луѓе за изразени мислења на Facebook. Кој повеќе или помалку малку е претерано. Малку е претерано тоа. Добре, нормално. Имајќи го предвид фактот дека и европските норми Ама повторно и кажав, сите други различни велат, системи. не, малку само. Носителите на јавни функции, политичарите и јавните личности треба да бидат малку по отпорни Не на мора, критика, не малку, мора да биде. на говор кој што е погруп кон нив и сите тие работи. Во однос дали некој ќе те сака вака и дури во јавност кога настапуваш, сега амбасадоре, на една свадба да отидеме јас и ти заедно кај зашто има 200 гости, 100 ќе бидат за тебе, 100 ќе бидат за мене, а околу 200 заедно нема да не сакаат. Апсолутно. Тоа множество нема да се направи. Замисли Јасно е тоа. сите да те сакаат. Боже сачуј. Кај ќе ни биде крај. Боже сачуј. Нешто е грешно со тебе. Така што тој концепт ми е така пишува во литературата, во теоријата, дека едноставно го ја шмука слободата и за тој концепт се крие. Некој вика смоквин лист за неспособноста на власта да поднеси критика за она што го прави или она што не го прави. Критиката дали е софа или е издржана. Сега тоа треба да се направи разлика. Што е всушност критика, а што е чист говор на неомраза, чиста навреда, чиста... Ама тоа е работа на политичарот да се определи. Не, со тоа шири порака, со тоа остава порака. Јавниот настап има одговорност. Амбасадоре Јанкуловски, ви се обраќам со ви, со амбасадоре, по презиме. Од тука може да седнеме на кафе доле, ќе си разговараме на ти, на Звонко, на Наум. Се е тоа во ред. Одговорноста пред медиумот и она што го пласи. Се е тоа. Меѓутоа, немате Зачувувањето на културата, на јазикот, на идентитетските определби преку јазикот и културата, дури и во секојдневнот, мора да се одржува. Кажете ми сега, ако одиме за тоа каде одат медиумите, на почеток да се вратиме, да видиме, каде има лектори вработено во медиумите? Колку лектори има во медиумите? Каков е јазикот на кој што се обраќаат медиумите? Какви се насловите во новите медиуми? Еве како? Никаков. Ја дома имам човек кој беше во медиуми до пред 3 месеци. Да бидеме реални. Од јазикот до она што значи пишување, тоа беа школите кои без оглед на овие новинари што дел од медиумскиот простор велам дека повеќе или помалку политички се контаминирани, меѓутоа не можам да ја занемарам школата од 90-тите години ниту во јавниот сервис, ниту во големите медиумски. Точно, ви благодарам. Доаѓаме на еден многу важен момент каде што во најавата на емисијата се спомена партнерството помеѓу медиумите со политиката и полицијата, сакавте да го нагласите. Како извор на информации, дали ќе се... Тоа ќе се вратиме после. Не, ќе се вратам за тоа, малку ќе ве подсетам на друго време. Може да разговараме за тоа. Сум сведок и на тие работи, сакајки или не сакајки, дури кога не сум бил полнолетен. Затоа што ќе дојдеме и до на прашањето на ветинг сега, пошто е модерно, туку ние го викавме илустрација. Ја би сакал да зборам за еден партнерски однос, односно значењето на медиумите, сега го начнав за значењето на медиумите внатре, во градењето на иззачувувањето на јазикот, на идентитетот, на културните вредности, на новите цивилизацијски вредности и достигнувања. И тоа партнерство помеѓу општеството како држава, нели државниот апарат и медиумите мора да постои и како коректор на општеството и како наметнување на нови вредности, зачувување на старите, одржувачи на морал и нормално како во една патриотска, демократска смисла да бидат лобисти за државата. Тоа требаше јавниот сервис. Не е само јавниот сервис, сите. Сите национални медиуми мора да ја следат истата. Сега, кој ќе кажат овие дека имаат подобрување на медиумскиот простор овие 8 години. Ја ќе ги прашам и оние
ај сега, ќе ги наречам колеги и до вчера со кои што сум делел леп и сега кога се гледаме вака од двете страни на микрофонот. Колку години Македонија требаше да направи европски исчекор во почеток на нормативниот дел на преговорите. Преговараме, ако не се лажам. Јас не знам, вие знаете? Така тврдеше власта до вчера. Тоа го чекам. Така тврдеше власта. Чак и власта. председателот у кампања. Кажете ми вака, колку дописници има Македонија од јавниот сервис, медиумската информативна агенција или приватните медиуми во Брисел? Ниеден. И тие што беа ги вратија назад. Точно. Така? Од кого јас да добијам информација? Дали мене... Од Тони Гламчевски од Страсбург кога информира за работата на Европскиот, кога имаат седница во Страсбург? Јас прашувам во Брисел. Имаше дописник во Брисел? Имаше. Имаше дописник, имаше камера, имаше определени услови за тоа. Има ли сега? Нема. Ја колку што единствен знам, нема. Кој што требаше да носи од таму информации, кој што беше? Слика од авионче. Па за тоа се сликите од авионче. Так. За тоа. И за тоа преговараме. Дали е тоа слобода на медиуми? А колку, само за споредба, дали знаете од прилика дека десетина, ако не и повеќе новинари и медиуми, со се камермани, зборам цели екипи, од Хрватска беа во Брисел, паркирани таму, секој ден. За да имаат разни интервјуа, прашања, поставуваат прашања на секое ниво, од комисија до комисија, челни луѓе, вакви европратеници, све за да го наметнат прашањето за Хрватска. Сега сами си дадовте одговор. Зашо не нема таму? Добар ден. Зашто не нема таму? Точно за тоа што дали е потребно такви исчекор да се направи? Мора, не треба, мора, затоа што граѓаните ја заслужуваат вистината, затоа што ќе се манипулира со авиончето 4 пати, со црвениот телефон во Телма беше, не се сеќам дали беше во Македонија. Одиме понатам. Ајде Брисел. Имавме дописници во Вашингтон. Имаме ли? Немаме. Ајде сега имаме да се вратиме назад. Америка, ако не се лажам. Да се вратиме назад. Добро, ако е така, имаш и Deutsche Welle, имаш и ова, меѓутоа, ајде ке се навратам после за 90-тите, за школото. Ајде да видиме дали имаме ние на Балканов дописници. Не, а имавме. Дали имаме во Атина? Не. Сега има повторно изблици, искри измеѓу. Дали имаме во Атина? Дали имаме во Софија и по толку години договор за добро соседство? Имавме. Ја колку што се сеќавам, имавме, сега више немаме. Дали има во Белград? Белград не е како Дали има Тирана? Нема. Дали има Приштина? Нема. Зборам за најблиската околина. Кога станува збор за македонските медиуми, Софија знаете каде е? Кај Монголија некаде. Не ни е сосед. Не, знам ја кој ни е сосед. Не, воопшто зборам како информации, како информативно соседот ни е што се случува на север, на исток и на другите дестинации, многу малци сега почна гледам да пренесуваат од Грција, од Катимерини во Ама добро, знаеме како се движат кој медиум што известува, тоа е јасно. Јавен дискурс е као позаборавен што се случува во државата. Но, да речеме, дали можеше да има, дали можеби немаше да... ке одам со таа една фина оваква флоскула, дали можеби немаше да биде поинаква ситуација во Грција, ако изминатите 7 години, 6 години, група новинарски екипи секојдневно на пресконференција во владата на Грција или во парламентот не го поставуваше прашање кога ќе се сменат таблите на автопатот. Чекайте, зборувате за претходната власт. Немаше шанси тоа да се случи. Ајте, мислам, имавме сервилна власт. Дали можеби немаше да биде медиум во улога на лоби, во улога на патриотизмот, во улога на исполнување и на крајот на краиштата, во улога на политиките водени од таа влада. Да, што би рекол претходниот лидер, не им личеше патриотизмот за да имаме, како се вика, такви... Не, збориме за исполнување на договор. Види, многу едноставно. Имате договор за ова, кога мислите вие тоа да го правите? Уште еднаш.
Кога мислите вие? Дајте. Ама таблите се уште не ви се Дајте, промени. мислам. Па Ние ќе имавме имаш разговор, ние имавме извини, пенкало ќе имаш дипломатија, вие па барате. ќе имате, па имате после таму ќе соработка со локалните медиуми, новинари ваму, па нив ќе ги заинтересирате, може ќе направат и они некој прилог за таква работа. Значи тоа е тоа лобирање кое што во Македонија недостасува на надвор. Нас главните информации требаше да ни ги носи владата. Толку слободата на медиуми. Вие барате од луѓе кои немаат Толку- лично достоинство да ова го направат. Јас зборам за атмосфера и за демократија во државата. Па еве, за тоа е резултатот Толку. ваков. За тоа е резултатот ваков. Толку. Од луѓе што не им личи патриотизам, луѓе кои немаат лично достоинство, го сроза достоинството на државата, вие барате да прати таму кај што ќе доаѓаат објективни информации. Дајте, мислам, ова се наивни и сега може убави размислувања Не вака. се убави размислувања. За Ова е војдлина. Не, ова е Ова што требаше. по книга. Да, по Како книга. да ви кажам? Ама се што ни се случува во 7 Човек години не е што по книга. завршил новинарство, интердисциплинарни студии по новинарство на правниот факултет Јустинијан I, треба да го знаева. Нема оној што работи дипломатија, оној што завршил политички науки и дипломатија на правниот факултет, треба да го знае ова. Сега се правите на тошо, затоа што ова што ни се случува во 7 години не е по книга. Не е по книга, тоа се историски Може да исчекори. кажам дека делумно и предходно небе, но барем имавме дописници Брисел, Лондон, колку толку се Вашингтон, одржуваше некоја рамнотежа во Атина, тој Софија, имаше. Да. Имаше. Еве, сега, колку таква медиумска поддршка, и стварно ме интересира, како амбасадор, зборам како функција амбасадор, би било од корист при некакви средби или наметнување на прашање. Како тоа е све во функција на она што се нарекува јавна дипломатија, она што е видливо во корист на државата, промовирање на државата, тоа што би рекле вие по книги. По книга. По книга, По така, книга. ама не е по книга. Ема, Кај нас апсолутно. камо да беше по книга. Сега, доаѓаме до еден многу клучен момент што ни се случуваше и што не смее да се повтори. Да два клучни договори, содржината за два клучни договори изминативе 8 години. Преспанскиот договор и договорот за добрососедство. Ние содржината за тој договор ја дознавме од странски медиуми. Значи, зборам за нешто што е Требаше ние да- елементарно. Тоа беше односот на претходната власт. Амбасадор Јанкуловски, ова ми тежеше неколку години да го кажам, секое појавување на Маричич во овакво, дека направиле исчекор во слободата на медиумите. И оние што ги мерат овие работи, баш ми интересира каков одговор ќе ми дадат за ова. Народот даде одговор за тоа. Не мора да се кидате за тие што мерат. Народот даде. Тие измерија. Не, многу ме интересира каков одговор ќе дадат оние што ги мерат овие, што ако тоа било исчекор. Сакам да знам по кои параметри се мери слободата на медиумите, за да може ово да го видиме. Кај нив немаше никакви параметри, видиме никаков исчекор. Тоа е она што го зборуваше за евроинтеграција вице-премиер што беше. Тоа е мантање иста работа, вртење у круг. Мислам, научени Тој што требаше да врти телефони? Даде научени 5 реченици кај што се врти дека ние ги отворивме пристапните преговори. Ама слободата на медиумите исчекор, ама слободата на медиуми. Кој слобода на медиуми? Ајде да видиме. Не, тоа видете. Која е слобода на медиуми кога јавниот сервис, кој што се уште се вика Македонска радиотелевизија, фала Богу на тој советот таму што го опстана. Да, на сајтот на владата се рекламира интервју на НН лице, дали било ЗЗНН или ДК, не е битно, стои најава дека ќе биде на НТВ. Норвешка телевизија, веројатно, не знам. Начинот на кој пристапија е она севилноста во надворешната политика и дипломатијата. Токму тоа. И за тоа не требаше да има известители или луѓе кои информираат од центар. Кај нас, знаете ли што е поголема трагедија? Што овие договори, точно ги дознавме од медиумите странски, посебно бугарскиот, ми се чини дека за... Панскиот од надвор го имавме? Така. Работата е што нас новинари не ги толкува. Не луѓе кои се од науката, луѓе ја кои... објавија содржината цела, со фотографии од договорот. Па тоа
кој не сте успеале тоа да го Не. направите на времето како Едно е ние да опозиција. анализираме сега. Дали брза да го објави во медиуми оној што добил, победникот, Да. а оној што изгубил крие, дали е тука баланс, како и баланс штанглата, дали е, Да, ма како ќе беше оската на балансирање, задоволен или не. Тоа. Сакате да го намалите историскиот карактер на претходната власт. Одиме сега на уште еден момент кој што вака можно ме интересира кога више ги заготнетнавме овие моменти за по книга и 90-тите години. Па како да ви кажам? Во време на осамостојување ќе биде или не? Во време кога референдумот за независност има сведочења во кои што се знае дека власта инсистирала дури и да нема никакво известување за гласањето тогаш во Нова Македонија и Македонската радиотелевизија, да нема дури ни она плакатата за гласање за референдумот да биде објавена во Нова Македонија. Слободно може поранешниот директор да го викнете на Нова Македонија. Не, прашајте ме мене, ја ќе ви кажам. Он ми го има сведочено. Пишуваме во Нова Македонија поранешниот директор, пишуваме колумни. Во петок сме на иста страница, иначе знам како функционира, затоа што пишувам веќе од 90. И Панде Колемишевски и сведоци од Македонската радиотелевизија, сега веќе во пензија добар дел од нив, сведочеле дека имало бунт, малтене помеѓу нив. Ако може да се повикам на зборовите на Панде Колемишевски, го рекол на Бранко Цренковски, ако на барање демек да не се објавува, а ако не, ќе ми ја запалат куќата ќе ја запалат. Такво беше времето, да. Такво беше времето. Значи мора да отвориш медиумите. Сега од едно таков момент доаѓаме до момент каде што известни медиуми така фино си влегоа во колотечина заради економското веројатно притисок врз гледајќи што се случува во атмосот, недемократскиот атмос. Тоа е тој режим кој што се режимот, затоа што не си увидува се. Ајде да се вратиме повторно на 90-ти, во тие моменти самата да речеме, можам да сведочам, ако е ова сведоштво за референдумот, дека радиотелевизија Скопје, односно Македонската радиотелевизија, направи неколку исчекори, отвори програма на странски јазици, на долги бранови, по системот на Deutsche Welle и останатите, кој што се фаќаше до Андите. Да, тоа знам. На јазици, значи македонските вести, преведени на странски јазици, се чита и се емитува на надвор. Да, ма тогаш постоеше ентузијазмот. И одредена структура веруваше во македонска држава, за разлика од друга структура која не веруваше, која се отвори радио Билјана за да може да функционира. Да, ме подсетите. Можеше да се отворија станици, радиостаници, тогаш тоа беше популарно во 90-тите, народот не знае, тоа имаат забораено со интернетот. Да, имаат, али каде што се комуницираше со нашето иселеништво. Имаше првичните обиди, ајде сега нема да навлегувам како заврши тоа, за дигање на сателит на македонската телевизија. Дури до Австралија. Тарпс, нели, познатата афера Тарпс. Како заврши, не знам, меѓутоа имаше нешто. Имаше еден изблик на таков не беше партијата во позадина, беше државата во преден план. Па не би рекол баш дека беше државата, беше притисокот од партијата кој веруваше и луѓето кои веруваа во македонска држава. Да бидеме реални. Значи луѓето кои што веруваа во македонска држава. Затоа што е на цела структура кој денеска се представува како државотворни, не веруваа во македонската држава. Да бидеме реални. Знаете, кога ќе оставите дека ние сме државотворна партија, треба да размислат како се однесува 90-тите години. Ја добро памтам, затоа што бев предвестник, да кажеме, првиот собир на едни двајца големи лидери кои обележаа 90-тите години. Ја бев кога се собира на правен факултет и точно знам зборовите, ги памтам, ги помнам што беше кажано после тоа во контекст на еден од тие лидери. Веќе тоа минато. Меѓутоа минато на ентузијазам кој постоеше кај една цела генерација нови израснати кои верува, јас сум тој што и излезе на протестите во Македонија 89-та година. Да не зборам за 90-ти. И ја бев дете. Така што
неа проблем со Југославија, со пропагањето на Југославија, затоа што беше природен процес кој го очекува. Апсолутно. Така што овој ентузијазам, меѓутоа една цела генерација новинари, подоцна, затоа ќе дојдеме до тој брак што Чокревски, професорот Чокревски го кажа 90 таму негде кога завршуваше власта за бракот на новинарите со полицијата. До ден денеска тој дел остана, како се вика, по знак прашање. За каков брак стануваше збор? Тој брак се гледаше после низ целата транзиција, па ако сакате до денеска. Ако сакате до денеска, можам само накратко. Новите медиуми, новите форми, не може да го како да овој дел што го зборите, бракот помеѓу полицијата и новинарите, не може да го побие овој дел со новата форма на комуникација, новите комуникацијски врски, секој еден што е медиум. Последното е еден известен колега од повозрастните уши, од таа рана генерација, кој што беше овако дека има фактички сертификат за за тајна. За државна тајна. Што направи он? Еве го тој брак. Кој е влијанието? Вака. Дали го има? Кој е влијанието пред реалноста? Реалноста ќе беше поинаква ако се отвори процесот на лустрација, беа лустрирани новинарите. Најголем противник на процесот на лустрација, прочистувањето се вика на македонското општество, кај што луѓе од минатиот режим едноставно не треба да бидат дел. Да, светлото на денот. Добро. Во основа, сегде во Европа, во Источна Европа, главниот носител беа медиумите. Кај нас главниот кочничар, она што го сатанизира беа медиумите. Добро, може да полемизираме околу тоа. Јас нема да се согласам дека е сега време за нешто такво. Изминато. Изминато е времето. Поминати се тие. Прашањето е дали ќе се врати, дали можеме повторно да креираме медиумска сфера во Македонија, која што ќе биде носител на повторно едни нови свежи идеи. Затоа што амбасадор Јанкуловски евака доволно време пливаме и во политика, и во дипломатија, и во новинарство, во медиумската сфера, за да гледаме работиве неколку чекори однапред. Зборам заедно како луѓе, како дејци, во општествени дејци. Македонија остана без дневни весници. Да. Добар дел во светот стана без дневни весници, освен оние кои што знаат да се прилагодат на во Италија читаат весници, во Грција читаат весници. Зборам за воопшто оние што знаат да се прилагодат на новите медиуми и на новото и начинот на кој што го прават пристапот до медиум, до јавноста да се продаваат. Гледам во однос на бројот на радија кои што имаат своја програма и оваков тип на емисии, дебатни, воопшто што може да има нели некако фактор да не е само забава. И тоа е намален. Едно време, спомнав во 90-тите беше изблик, па се рушеа рекорди, па не знам, се сеќам Игор Џамбазов беше во едно радио, па тоа му го водеше 24 или 48 часа без престан, нели? Имаше случување, беше настан. Креираа настани. Гледајќи како се движат работи во Македонија и како најпопуларен медиум се уште во Македонија телевизиите, особено ние со национална концесија, како се движат, јас се плашам дека за 10 години може да станеме на левел како што има печатени медиуми се во Македонија во однос на било трагично. Да. Тука мора да се размислува самите медиуми да не испадне дека политиката им се меша нели во внатре, мора да размислуваат да се отворат на еден поинаков начин, да привлечат своја публика, да продуцираат да наметнат мислење, да наметнат важност, што е важно во теми да наметнуваат во јавност, а не само да трчаат по она што се конзумира. Да. Дали било, немам ништо против, супер, има публика турската се... Влезете у Париз во такси.
Па слушнете дали свири радиото на музика или свири на дебати кои идат во континуитет. Шетани луѓе сме сега, и тоа мора да го признаеме. Знам. Јасно е дека мора да се размислува во таа насока, јасно е дека мора да направат некаков тип на уреднички колегиум кој што нема да биде дали си ти за денеска изборен ден, смеам да спомнам политички партии или не? Не. Добро, ајде ќе опрескокнеме тој дел. Дали си ти за едната или другата политичка партија и тоа да биде онака зидот, бедемот на кој што ќе се гради, или ќе се заземаат ставови по определени прашања во општеството за или против. Кај што ќе има сериозни дебати. Кај што ќе има сериозни. Тоа беше идејата на проектот. Да ги викнеме луѓето кои сериозно ќе дебатираат, не луѓе кои дебатираат врз основа на дневни информации. И ова се пак форма на интервјуа, не се форма на дебати. Ја од друга страна, да. Да бидеме реални, ајде. Дебата е, затоа што полемизираме. Абсолютно. Да беше интервјуа, ќе ви поставува прашања. Апсолутно. Ама ова фактички би требало да биде и форма на ова е формата на интервју. Да, ова е она што треба да биде ангажирано интервју. Јасно. Нормално е дека она што се збореше и се наметне дискурс во јавноста дека недостасува дебата, мора да има дебата, да се претвори во еден таков циркус. Да. Секоја чест за новинарите, уредници, водители на тие емисии. Секоја чест. Но, или ќе се направи поинаков приод со кој што ќе се наметне во јавноста, или ќе се трча по нешто да се задоволат понекогаш и екстремните побарувања на публиката, желбите на публиката. Па и на политиката, да бидеме. Па и на политиката. Затоа што има тоа печаток дека следејќи ги медиумите дека веќе полека заземат некој друг правец од онај што знаете беше... моментите на забави каде што имаш онака изненадување ориентален танц. Знам. И мислам дека медиумите се во моментов од тој период на ориентален танц кој што нели ги задоволува сите оние чувства, ги потикнува, сите прават. Ама тоа трае. Кратко ви ги собира парите и толку е. И си оди. Да. Тој момент. Зависи од музиката и од оној што организира забавата, што ќе програма ќе продолжи понатаму. Забавата ни организираат веќе со години, така што и уште едно прашање кое мислам дека ова и намерно го правам, сега да не ме разберат погрешно, намерно го правам како еден предизвик за сите медиуми во Македонија. Побарајте некаков исчекор, направете програма, да правите емисии од Брисел, правете емисии од Софија, правете емисии од Атина, правете емисии од Вашингтон, правете емисии кои што ќе наметнете теми и ќе привлечете гледаност и ќе наметнете култура на живење. Ќе отворат интелектуалниот простор, тоа ми е поентата. Затоа што ние станавме интелектуално дегенерирано општество со луѓе кои бегале од часови или имале по 3 часа неделно. Ние не може кликови да се оваѓа. Наметнити тема за да бидеш клик. Naked News не поминува виш. Ама Naked News не е као гола вест, суопарна вест од 3 реченици у наслов што стои, туку нели како што имаше обиди во Канада со стриптиз водители. Не е тоа. Не. Не е тој процес. Гледајте ги во Британија кои се главните во контекст на вакви дебати и вакви емисии, ќе видите дека се луѓе од кои се сериозно политичари кои поминале или биле на премиери или биле, така што не се подкастите случајно измислени, затоа што луѓето барат еден поинаков однос од политиката да се приближи кон граѓаните. Она што претходната го заборави. Многу интересно е ова што го отвори прашањето за подкастите, затоа што јас се вака си поставувам едно прашање, све стана веќе исто. Дали имаме ние еден печатен медиум, дневен вестник, кој што фактички секој сабајле има утринска програма од неколку часа. Подкаст. Да, и тоа е телевизија. Така? И радиово има. Радиово има. И стана препознатливо. И на крај сега гледам дека и национални телевизии имаат подкаст варијанта. Да. Види, тогаш значи се е иста платформа. Да. Се е исто. Така? Да. Тоа е тоа што може да не втурне во една опасност. Тука јас ја гледам, извини за микрофонот. Меѓутоа е поинаков односот.
поинаков е односот. Зависно од подкастот. Видете ги британските. Видете кои новинари излегуваат од големите медиумски. Јас го зборам дека веќе фаќа една линија во која што можат да бидат загумени. И како што се загуби весникот, како што има обид да се загуби радиото, да згаснат и националните медиуми, затоа што луѓето вестите ќе почнат да ги добиваат преку мобилен телефон по разни агрегатори и ќе си гледаат дали било шпанска серија, дали ќе си гледа фудбал или ќе си гледа ова на разните канали кои што ги има светски. Мораш да наметнеш нешто што ќе го привлече вниманието, ти да испродуцираш, затоа се куќите за продукција. Да. Меѓутоа политиката мора веќе да се раководи од она дека мора да има сериозен пристап, она што кажавте, не само кон медиумите, туку и кон слободата на говорот, затоа што ние имаме, пазите, ние имаме денеска да зборуваме за враќање на вербален деликт, член 130 од КЗ, за кој на времето се боревме да биде укинат во поранешна Југославија. Може да збориме за тоа кај што и за мислење ќе се казнуваше, нели па го менува, па не било вака, па ти ќе казнуваш за мислење, за изразена мисла. Да. Па имате. Сакате да ви прочитам за вас што имам тука извадено што убави реченици, знаете подобро. Така што дел ги немам ни прочитано. Наистина. Ја ги најдов и ме како човек кој што морам да признам, да, тоа почитувам затоа што сте стварно на удар, на првата линија на удар и стварно добри стрепевте, вака гледам, окей сте. Да. По толку мајање, мислам, немате некој физички. Немам ни физички, ни психички, ни поздравствени 128 притисок, немам некаков проблем со тоа. Познато ми од каде и како доаѓаат, меѓутоа оно што разочарува после 35 години, да кажеме и поеќе од она што значеше укинување на вербален деликт у Југославија, ние повторно зборуваме и повторно размислуваме, а ја пишувам колумна против тоа во 2024 година, што е незамисливо, мислам. Незамисливо. Меѓутоа со власта која пропагираше дека ги отвори и ја отвори слободата во Македонија, дека донесе нов дух на слободата, сваќате дека во основа ни го врати вербалниот деликт од минатот. Имате тука извадил за некои тужби за изразено мислење со кои за критичко мислење, не само за изразено, за критичко мислење, така што ме враќа во еден период кој мислев дека го надминавме, меѓутоа тоа е во главите. Во главите и на политичарите кои треба да сватат дека одговорноста ја полагат пред гласачите, односно пред народот. Она што оваа власт 7 години се обидуваше да го игнорира, а не игнорирајќи го заврши со вакви резултати какви што ги имаме денеска. Апсолутно. Тука се согласуваме. И тука би го завршил разговорот, мислам, да, па ако сакате можеме уште, али во бидејќи веќе доснам на еден состанок, сега видов колку е. Да, каде иде муабетот иде. И тоа е онај убавиот дел на овие разговори, така што да ви заблагодарам уште еднаш, имате сериозна задача ве чека сега. Да бидам од оние кои како си стандардизирани начини на говорење, дека се имате одговорност пред граѓаните кои ви дадоа исклучителна доверба, да ги менувате работите на подобро, односно да не заборавите дека зад довербата стојат граѓаните. Зад довербата стои огромна одговорност. Да, и токму тоа е она што политиката мора секогаш да го помни, затоа што има впечаток дека заборави дека најто од социјализмот дека се менува, само политичарите не се менуваат, сега работите се менуваат. Биде, во тие промени и во тие измени, еве во таа насока мислам дека и го теравме овој разговор, односно јас можеби наметнав некои теми кои што дел од оние кои што се политички опоненти сега може да речат види наум сака да се меша во медиумите и да загрози слободата и правдата. Не, напротив, јас дадов само идеи кои што би мислам дека би требало да се размислува во некоја насока. Тоа е идејата на дебатата. Предскажувајќи нешто што дај Боже да нема да не се оствари, нели? Апсолутно. Замисли кога сите би се согласувале, шубав би бил светот. Нема, ќе биде досаден. Знам дека ќе биде досаден. Ќе биде досаден. Тука. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам многу. Прифатената покана за разговор, па се надевам ќе се чуеме пак сега. Во секое време. Ќе во однеси на поинакви патишта, се надевам. Различни од овие досега, меѓутоа
начинот на кој размислувате дава надеж дека работите ќе се менуваат на подобро. Ја така се надевам. Ајде, благодарам. И отворен сум за критика во секој момент кога и да забележите. Во тој дел сигурно знам. Ви благодарам уште еднаш. Ние со ова ќе се одјавиме, со звукот на политиката се слушаме идната среда во 11 часот.